единствен начин да тоа го имаме најреално што може пред да ја започнеме операцијата е со користењето на овие модели. Користиме и одредени алгоритми на вештачка интелигенција кои што ни помага да бидеме брзи и ефикасни. Само 2 хирурзи во светот направиле ваков тип на операција до сега. Македонски медицински стартап развива напредни технологии за хируршки зафади со 3D модели на органи. Иновациите како виртуелна реалност и вештачка интелигенција треба значително да го подобрат третманот на пациентите. Кај нас има отвореност и опција за вакви нови методи, нови идеи и иновации да се не само да се испробат, туку и активно да се употребуваат. Баш како контра на песимизамот, сите колеги, сите па дури институции би рекол, со кои што контактираме и зборуваме од повеќе аспекти за она што го работиме, се отворени и се радосни да се случува нешто ново и нешто на крајот на криштата најкорисно за пациентите. У суштина, времето што до претходно требаше да го помине во операциона сала како подготовка и како тек на операцијата, сега го превзема овој модел и го правиме претходно во фаза кога е најбезбедно за пациентот. Прво избегнуваат компликации, најбитно се скратува времето на операцијата, помалку анестезија, помалку лекови, помалку изложеност на органите на атмосферските влијанија, помалку ризик од инфекција, а на крајот на криштата, кога една операција побрзо ќе се заврши, бенефит има тој што доаѓа на ред следен. Може повеќе пациенти да се оперираат во еден ден. Се надевам и сум убеден дека и Министерството и фондот ќе ги увидат огромните придобивки од користењето на оваа технологија, затоа што не може да се стави цена на и една избегната компликација заради користење на ваков модел. Мислам дека би ја оправдало повеќе кратно цената на изработка на моделите.